Добро вечер со топ тема. Прочистување од гревовите во комунизмот или пресметка и валкање на неистомислениците. Како илустраторите ги ценат фактите за соработка со комунистичките служби? Дали илустрацијата ќе ги замолчи медиумите? И можат ли разузнавачите и новинарите едни без други? Одговорите на овие прашања вечерва ќе ги бараме од господја Ристана Лалчевска, која беше пратеник, а сега член на Комисијата за проверка и верификација на фактите. Господинот Трендафил Ивановски, поранешен уставен судија и председател на судот, и новинарот колегата Драган Антоновски. Благодарам што дојдовте. Покана беше упатена речиси до сите членови на Комисијата за лустрација и секако председателот Томе Аџиевски, кој верили дека не се чувствувал добро за да присуствува на дебатата, и предлагачот на законот Силвана Бонева, која во собранието ја истакна потребата своевремено од ваков закон, а нешто подоцна во оваа емисија ќе видите дел од интервјуто што го снимивме и со господинот Стојан Андов, кој исто така работеше на иницијативата за овој закон. Меѓутоа, за почеток едно човечко прашање. Ристана, како се чувствувате вие како лустратор? Па добро, тоа е исто. Јас знам дека вршењето на оваа функција не е многу посакувано од многумина, меѓутоа тоа е работа како и сите други. Потребно е да имате храброст, да имате доблест и принципиелно да го применувате законот. Така ќе дојдете до резултати. Може би нема да бидат посакувани за сите, меѓутоа тоа е тоа. Господин Трендафил, како вие се чувствувате како лустриран? Комплицирано прашање, меѓутоа со оглед на времето кое што веќе помина од мојата лустрација, а тоа е скоро веќе 4 години, се навикнав, иако не е благопријатно, сепак успеав да сватам дека во овие бурни времења, на различни грешки, на различни барања патишта, дека се е можно и за жал пак кај нас во нашиот систем, секогаш да може човек и најисправно, најблагопријатно да гледа на некои прашања, да се најде во ситуација каде што може и да се љути, и да се срди, меѓутоа тоа е тоа. Процес е. Се надевам дека во натамошниот разговор ќе имам прилика да појаснам одредени прашања. Ова е за старт. Драган, како се чувствувате вие како колега кој го следел како јас МВР одбрана, многу чувствителни теми, многу афери сме откривале и често пати сме седеле со разузнавачи, полицајци, луѓе од одбраната. Дали ми се чувствува, се плашите, да речам, дека може да се најдете на листата на лустраторите само затоа што некој кажал дека некојаш седел на кафе со вас? Па видите, ние и претходниот ден бевме разговаравме со господинот Аџиев и се обидовме токму тоа, меѓу другото, да му го кажеме дали луѓето кои што работат во комисијата, дали тој како председател на таа комисија ја разбира спецификата на новинарската работа. Значи ние точно седнуваме од председател на држава до последниот криминалец, до разузнавач, до се, затоа што ние собираме информации. Тие информации се обидуваме да ги провериме колку што може од повеќе извори за да дознаете дали тоа е точно или неточно, за да не ја лажете јавноста, затоа што сите ние работиме во интерес на јавноста да информираме. Немате како поинаку да дознаете информации ако лично не се информирате. Дури и кога некој ќе ви поттури некоја информација, новинарски е професијата го бара тоа да го проверите, да видите дали е точно или е неточно. Се плашите ли дека може тоа да се злоупотреби? Па ваква комисија како што работи во овој момент, значи тоа е многу далеку од она што е замислата, прочистување, просветлување на се она што се случувало порано, така што во ваков пакет може се да се случи. Меѓутоа вистината е едно, а она што овој тип на институции ја продаваат како вистина е сосема нешто друго. Повод за оваа дебата е илустрацијата на новинарката Јадранка Костова од весникот Фокус, која што еве во понеделникот официјално се обзнани дека е илустрирана. Да ја слушнеме незината изјава како реакција на фактот што е илустрирана. Фокус стана промотор
на идејата за лустрација. Почнува се со интервјуто на господинот Андов. Значи, јас имам напишано, не знам колку да ви кажам, 30-40 текстови. Јас полемизирав со многу јавни личности кои беа противници. Значи, дури кој ќе рече, ама тоа ќе се претвори во за пресметка против политички противници, јас велев, па да, например, и судот на моменти нели суди на тој начин, па тоа не значи да се укине борбата против корупција. Но еве, за жал, времето ме демантира. Но ние навреме свативме. Во одреден, уште пред 3 години или сега не можам периодот ориентационо го зборувам. Ние почнавме со првите случаи со колегата Николо Младенов, читат досие кој е илустриран и се чудиш зошто е тоа така. Во тој момент веќе јавно напишавме, се изјаснивме и тој и јас и ние како редакција дека лустрацијата стана на вистина едно оружје за пресметка со критичарите на режимот. Чудно што го покажаа кај мене нели две некакви белешки, од која едната е белешка на шефот на тајната полиција, јас не сум го потпишала тој записник. Зошто му веруваат на тој шеф на тајна полиција дека е баш така? Јас не сум знаела дека се водат такви белешки. Јас не сум отишла да го кодашам организаторот, објаснив тоа. Јас отидов да протестирам дека мислев и сега уште повеќе сум убедена, дека полицијата ни правеше провокации и местенки за да не прогласат безнасловно со побод како едно бугарофилско дувло. Затоа што тој организатор доаѓаше и пред емисија и во редакцијата и дури и на гостите им ширеше пропаганда. Вие сте бугари, мислам и слично. И тоа сметаме дека навистина е некоректно и не е во согласно со правилата на било која сериозна медиумска куќа. Така да, таа реакција беше зошто прават местенки. И тоа со знаење на главен уредник, на цела редакција, никаква конспиративна, како да кажам, активност. Тоа што некој правел или забележувал и гледам по тоа, уште повеќе се сум убедена дека тие го штита тој човек, дека тој навистина бил нивен човек. Затоа што, како можам, зошто јас би раскажувала што тој, како или зошто, кога за тој човек цело МТВ знае какви ставови застапува. Само може да ги застапува во кафана, може и како гостин да ни дојде ако сака, но не можете вие да ги тормозите гостите во емисијата. И втората, мислам, она што вчера го извади е навистина чудно, не чудно, е веќе трагично. Разговор на две лица, од кој едниот е овој човек кој нели јас го кодашам. И тој разговара со друго лице и ме кодаши мене. Замислете колку новинари, колку јавни личности се споменати во разговори меѓу други двајца. И тоа е релевантно. Човекот што наводно го кодаше в пензија си дочека ништо не му фалеше. Ние моравме емисијата да прекини, да заминеме, затоа што бевме на дисциплинска дадени. Заради и во тоа време критичките наши ставови кон владата на СДС изнесени преку неделникот Денес. Ова беше изјавата на колешката Јадранка Костова-Валчевска. Јадранка е четвртиот новинар, ако се зема во предвид дека претходно Златко Шакири и уште еден новинар албанец беа лустрирани или луѓе кои имале работа во информативни куќи. Меѓутоа, ова се случи врз основа на само еден факт и сите медиуми така го пренесува врз основа на еден документ и Јадранка сама објаснува. Како се случи лустрацијата? Дали имаше кворум и каков беше соодносот на силите на гласањето? Дали вие гласавте за, против? Па вака, значи, на седницата која се гледаше извештајот и предлог за утврдување на факти подносна за Јадранка Костова, беа присутни 10 членови на комисијата, еден беше отсутен поради болест, значи кворум имаше за работа, тука нема никаков спор. Иначе комисијата гласа при утврдувањето на фактите и секој член треба да е убеден дека фактите се утврдени согласно законот, за врз основа на така утврдените факти може да се прогласи соработка. На гласа 6 членови за, 3 беа воздржани, а јас бев против. И го издвоив своето мислење, бидејќи од документот кој
го гледавме, пошто на првата седница беше приложен само еден документ, една службена белешка, од која се црпеа факти за да се утврди соработка. Јас веднаш се спротивставив, бидејќи мислам дека никако не може да биде доволно од еден документ кој е поприлично штур и во кој не е јасно во какво својство и каде се давани такви информации, за да може да се прогласи соработка. Значи не можете да утврдите, од законот бара соработката да била свесна, да била тајна, да била континуирана, што е многу важно, и од таквата соработка да има материјален или друг бенефит во по однос на напредување во служба и така натака. Значи, ова се елементи и факти кои треба да се утврдат од документите кои ви се на располагање, за да можете да прогласите соработка. Јас никако не видов во овој документ дека се исполните условите од член 18.4 за да се прогласи соработка. На наредната седница беше дадено дополнување со уште еден документ, кој всушност беше разговор, транскрипција од разговор, во која пак уште помалку ми беше јасно зошто е предложен да се гледа, бидејќи не беше, значи, индиректно се споменуваше господја Костова, што за мене никако не е доволно за да се утврдат фактите. Можевте ли... Зато се спротивставив и го издвоив своето мислење и не се согласив да дадам поддршка на... И да немаше кворум и да се обидувавте да нема кворум за да не се случи гласањето, повторно еден ден ке дојде. Ако немате кворум денеска, ќе имате утре, значи то не е причина да играте, ова се има или нема кворум, се во една комисија кој брои 11 члена е неблагодарно и не метод, и не знам дали воопшто се работело на таков начин во претходниот состав, мислам дека не, затоа што ако немате денеска, ќе имате утре кворум, вие морате да дојдете на работа. Драган, во комисијата има 4 новинари, гледајќи ги биографиите тука, имаме, например, профили на еден е, да речеме, работел во Радио Кичево, господинот Вецко Здравевски, Дао Дути го знаеме и како колумнист, новинар, Шпенд Винца исто така новинар, Предраг исто така колегата новинар, меѓутоа, дури двајцата новинари биле или тројцата воздржани. Како ова го толкувате, дека дури и новинарите па јасно не се спротивставиле на вакво нешто? Па вие останавте единствена издвоена. Мене прво не ми е јасно како може да се гласа за факти и додека одговараше господи Латвалска, онака новинарски порив ми дојде да прашам како не ми е јасно. Или има факти, или нема факти. Или е црно, или е бело, не може да биде измеѓу. Да, меѓутоа како може да се надгласува, не го разбирам тој момент. Значи ако вас ви доставуваат информации дека некој има такви факти, значи не може да гласате вие... Не се доставува информација, значи вие имате досие кое треба да го разгледате. Во досието може да има многу документи, пола од нив да бидат празни, ама во дел да имате материјал за да утврдите факти. И кога ги утврдувате фактите, треба секој член на комисијата да се изјасни дали таквиот факт може да биде утврден. Јас не знам како изгледаат тие подготовки на тие ваши седници и подготовки на материјали, кој ги подготвува тие досија и кој го многу ме интересира, кој селектира кои луѓе ќе бидат на тапет ставени, затоа што ние претходниот ден го прашавме Аџиев дали е точно дека има новинарска листа, новинарите критички настроени дека ќе бидат и токму тие ќе бидат лустрирани. Значи не ми е јасно изборот како изгледа тоа. Меѓутоа кога ќе се дојде до моментот на отворање на досието, мислам дека е тоа сосема чисто. Или човекот е бил соработник или не бил. И зашто тука би гласале јас сум против, јас сум за. На работа на комисијата. Дали тоа значи дека ако јас сум од оваа партиска провиненција, па сега ќе гласам вака, другиот од друга. А особено овој дел кој што го поставуваш како новинар, мене не ми е јасно тие луѓе дали работат така како што им налага професијата, или работат онака како што бараат во нив во комисијата. Сепак е комисијата за верификација на фактите. Предпоставам дека Лалчевска објаснувате дека тие факти што ќе ви ги достават треба да верификувате дали се точни или не се точни, дали е добро или не е добро. Треба да ја расчистиме техниката на работа на комисијата, за да, значи ова не е прашање кое прв пат
подига тензии во јавноста. Како, која е техниката на работа, како ништо не е случајно во оваа држава, затоа ги подига тензиите. Зошто во овој момент новинари? Заради тоа што го врзуваме со актуелната политичка ситуација, заради тоа што се случува она што се случува со целата прислушување она што го прави опозицијата, заради тоа што излезе соопштение дека не треба да се пренесуваат информации, сега оние кои што ги пренесуваат информациите, чекај, нив ќе ги ставиме, како доаѓате ве така на дневен ред? За да не им веруваат. Значи, не разбирам како кој одредува кого ќе Значи, членовите на комисијата добиваат, ние сите имаме своја бројка. Добро. И добивате досиеа кои треба да ги работите. Вие унапред не знаете затоа што за кого. Дали председателот ви го прави дневниот ред? Не, дневниот ред, ако имате поднесено извештај, врз основа на извештаите се прави дневниот ред. Затоа што кој ќе биде, да прашува колегата, кој ќе биде на дневен ред денеска да се гласа? Не, значи вака. Новинар, бизнисмен, секој добива бројка политичар која треба да ја обработи. Значи добивате досија кои треба да ги обработите. Секој кој ќе добие досијата мора да ги прегледа, да утврди, да напише извештај. Кој решава кое досие ќе се работи, ме интересира. Одат по бројка. Зависно, секој имаме свој индивидуален број. Како ќе дојдат бројките, така го добивате. Значи, ако сега јас сум добила стигнало до мене, следниот пореден број. Значи, тие имаат досијата, имаат архивска кутија, број на архивска кутија и број на лично досие. Господине Триндафил, значи, има техника што ја знае само горниот. Не, сакам да ја расчистиме. И јас сега како член на комисијата кога ќе го добијам бројот на досието кој треба да го изработам, јас треба да го изработам, да видам што сум нашла во ова досие и да поднесам извештај до комисијата. Комисијата го разгледува извештајот на седница, а дневниот ред се закажува согласно поднесените извештаи по датумот на прием. Бројчето сега дошло на Јадранка на кога сте го заверили. Кога извештајот ќе го поднесите, значи по датумите на поднесување на извештаи, така оди комисијата денеска може да изгледа 5-6, да речеме на наредната седница, следните 5 согласно датумите како сте ги поднесли. Кога ви беше дадено да го разгледувате? Еве да немаме ние мистерија дека еве сега дошла Јадранка на дневен ред зашто протестира пред МТВ. Или сите што протестираат пред МТВ да се плашат дека сега ќе седниците се закажуваат 3 дена пред одржување на седниците. Значи, го разгледувавте колку долго досието? Не го разгледува целата комисија. Го разгледува тој на кого му паднало бројчето и поднесува извештај до комисијата. Ама вас не ви се членовите на комисијата имаат право да ги погледнат и оригиналните документи во овие 3 дена до седницата, за да се увери дали тие документи се согласно. Господине Триндафил, кај вашето бројче прво некако стигна на дневен ред кај илустраторите и бевте меѓу првите илустрирани. Вие тоа го нарековте кастрација на здравиот разум. И понатаму, како што видовме, се илустрира дури и мртви, вие тоа го заклучивте. Меѓутоа, еве, после толку години целата постапка стигна и до Страсбур. Мислите ли дека, еве, ја видовме реакцијата на колешката, која што сигурно од ненадеж и дојде ова, вие сте посмирени затоа што поминаа години. Има ли правда? Ке дојдете ли до правда? Не, бидејќи карактерот на темата е топ тема, ние почнавме со технички прашања, сепак мислам дека за мене барам беше мощна вознемирувачка вчерашната средба пред Македонската радио телевизија, една група еминентни новинари барат прием пред сепак председател на комисија, малку некако го почувствував тоа како лична увреда, како недостоинствено. Уште повеќе ме вознемирува и настапот на новинарката, на лустрираната, односно на Јадранка Костова, каде што мисле дека овие прашања се веќе надминати. Мисле дека после тие 4 години веќе се извлекува одредени искуства, одредени сознанија, дека овој процес е тотално промашен на лустрацијата, дека сосема смислата беше едно на лустрирањето, на прочистувањето, на протресувањето, како сакате да се изразиме, на греовите или на се тоа што значеше попадот на Берлинскиот зид, за еден период од неколку години, каде што и во сите земји тоа го прифатија. Кај нас, после 25 години закаснувања, со сите негативни импликации што ги имаше започнатиот процес, и тоа да продолжува, и тоа, за тоа ме вознемирува. Што ве вознемири конкретно? Самата средба, реакцијата? Ме вознемирува начинот и на самата средба. Ме вознемирува како се ние ставивме во една каква позиција за некои наши нарушени права,
да одиме пред една комисија за која лично мислам дека нема ни легитимитет, ниту пак има законско оправдување, но сепак таа формално постои. Таа постои со изменет состав. Мислите дека требаше да бидат сите да не ја прифатат одлуката и како никому ништо да се однесува? Ја не ве разбирам каква реакција требаше да уследи. Па, мислам дека реакцијата е во самиот, ова негативната реакција во самиот почеток. Од каде се сега изнајде и во даден момент, но и пред тоа да беше, да се лустрира новинар. Таа лустрација, ако се оди на што се темели, нема никакви елементи за лустрација. Нема ни еден елемент од законот што го бара за лустрирање. До толку повеќе, беше веќе кажано, погледајте го на интернет страницата, ќе видите денес е објавено решението. Објавен е еден прашалник на едно лице од 63 година, кој бил соработник за младонационалистички идеи, на него се надоврзува само едно прашање што нема ништо врска со фактички со Јорданка, со Јадранка, се надоврзува, одма право летува една белешка од една страна, на која што веќе беше кажано целата содржина, каде што нема никаков континуитет во соработка, а таму се тврди во самиот ова решение дека од 93 до 96 континуирано сработувала, па ако континуирано сработувала, па треба да има внатре белешки, треба да има сознание. Добро, кажа и членот на комисијата дека немало, меѓутоа еве конкретно Драган беше вчера на средба, така и председателот на комисијата. Ја не знам и дали сега Драган не се дека треба да се игнорира сето тоа? Драган, еве зошто отидовте? Ние тоа сакам да кажам, значи ние воопшто не отидовме за да ја браниме Јадранка. Дури Јадранка реагираше така како што реагираше, не се чувствувам виновна за да некој ме брани, ниту пак ние кои што бевме таму се чувствуваме виновни дека треба да се браниме. Ние отидовме прво како новинари, знаеш, прашуваме што се случува, зошто се случува, затоа што излегува информации дека многу новинари се ставени на листа токму во овој момент. Ние отидовме за да прашаме, за да го браниме дигнитетот на професијата. Затоа што сакавме да му објасниме на господинот кои се спецификите на нашата работа, како работиме, со што се соочуваме. Значи, ова власт може да го осуди на што сака. Така што никој од нас не се плаши дека можеби ќе се најде утре илустриран или не. Затоа што кога имате таква институција која што кога ги слушаме разговорите како функционира се тоа, во крајна линија темата можеби е поадекватна. Зашто зборуваме ние сега за нарушување на угледот на новинарите? Зборуваме за нарушување на довербата, затоа што силата на еден новинар е колку му верувате, силата на еден медиум е колку му верувате на една емисија. Не прашањето сега дали ќе му веруваат на новинарот и понатаму кога ќе пишува Јадранка или на комисијата. Ако ги погледнете последиците, тогаш сваќате дека ако атакот е врз новинарите, значи ние треба да ги замолчиме, да ги направиме новинарите дека не треба да им верувате, па ние ќе си правиме што сакаме. И ако новинарите кои што работат во интерес на јавноста, во интерес на граѓанинот, ги замолчите оние кои што се критички, тогаш имате само едната страна, едната вистина и тогаш ставете си розови очила и можете да кажувате на провладините медиуми што го сакате, значи само тоа е вистина. И значи ние отидовме да разговараме и токму тоа му го објаснувавме, но кажувавме, знаете ли дека ние по 100 пати влегуваме, еве и ти и јас следевме МВР и одбрана. Значи ти мораш да влезеш во МВР. Мораш да разговараш, за да договориш една средба. Јас сум ги снимал бар двајца од луѓето на ДБК. Значи мораш да влезеш во ДБК. Значи ќе потпишеш во МВР, не се влегува туку така, значи мораш да потпишеш пропусница дека влегуваш внатре и седиш таму. Сега, значи кога имате институции во кои што немате доверба, тогаш е реално да очекувате дека утре некој ќе рече, аха, имаме факт, си влегол на тој и тој датум, си бил си поминал таму саат време, си излегол, значи ти нешто си правел. Може да се злоупотреби. Меѓутоа, Драган, од друга страна, Лалчевска, господинот Трендафил рече дека е нелегитимна комисијата. Значи, ова што го кажувате сега е дебата која требаше да се води кога се разговараше за или против лустрација, па кога се разговараше за промени во законот. Ако стасува дебата во едно општество, што правиме? Тоа е прашање веќе политичко. Тоа значи искривена слика имаме на општеството и ги немаме сите постулати кои што како се создава еден закон, како се гради, врз основа на што? Да санкционира, да се пресметува или да воведе некако ред во нештата за да може да функционира државата. Така, значи јас се викам дека треба законот да се применува. Сега тој е законот, таков каков што е.
Дали законодавецот нешто ќе промени во него или не, тоа не е работа на комисијата. Кој е законодавец? Тоа е собранието. Ве болам. Што му се случува на собранието? Тој треба Само да се е конотацијата е изместено. таква. Значи регулирано Значи, е, кога немате регулирано доверба е во дали институциите- новинарите и кои новинари ги опфаќа лустрацијата. Според законот Тоа е само сосема се тоа друга регулирано. приказна. член 18, точка 22. Се чувствувате ли тоа е легитимни затоа што господинот Иванов вели јасно. тоа е нелегитимна комисија, нема што ние сега да се грижиме на една Зошто да се нелегитимна чувствувам комисија. нелегитимна? Мене ме избрале органи согласно закон, зашто да се не чувствувам нелегитимна. Јас не тврдам дека процесот на лустрација е безпрекорен, како што ни една институција Ама не е зборуваме за безпрекорна. луѓе, за судбини, за овој човек Да, го меѓутоа направивте судбините дека... треба да ги видиме и од другата страна. Болам, јас Значи, сваќам има потполно- судбини кои што јавноста не може да ги види, ама таму во тие досија стојат. Лалчевски, Човечки не ја судбини. сваќам како Значи, презентер пред не, комисијата што зборуваме треба да се воопште, брани. не, 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 не Разговарам. сте не, случајно не, јас не, Добро, кажам сега дека дека за- представник што прифати мора доблесно е да случајот Мене за беше Јадранка ми, Костова, јас својот став го изнесов и тврдам суштината дека во така друго. не треба. Значи, јас тврдам Да му дека кажеш дори на немаше господин доволно Ивановски. простор да се прогласи соработка. Немаше Господинот во овој Антоновски, случај. А господинот- дали кај некој новинар ќе има тоа, ќе Антоновски не знам, ќе ја видиме. бранеше на некој начин, ја повикуваше делот на журналистиката, на новинарите. Јас сака да излешам општ впечаток и заклучок за целиот лустрацијски процес. Имајќи во предвид како се одвиваше, имајќи во предвид дека една третина од лустрираните луѓе се починати, имајќи во предвид дека Не сте ве молам, ако 150 сакате или се 180 се со има податоци, илустрирано. со податоци. Илустрирано. Од со податоци ги имам овде, не мислам е илузорно, меѓутоа од 183 тоа се 183 имиња во регистарот. Не се тоа лица, се имиња во регистарот. За 100 лица, од нив се 39 за кои што се конечни решенијата, или така плюс него за листа кои што не се жалели. Другиот најголемиот број се безимени лица. Во тие безимени лица се Не ви се 40 и 40 на 40 се починати лица. Имајќи го предвид овој факт, имајќи во предвид другиот факт дека другата една третина или скоро една третина се лица кои што се наредбодавци или кои што ја вршат работа што требало да се вршат, па на некој начин сега со проширувањето и на последниот тие беа закон. илустрирани Да, како дека и тие беа наредбодавци. илустрирани. А другата пак една добра третина се лица кои што биле репресирани, кои што биле по различни поводи во судир со поранешниот поредок и кои што се злоупотребени нивните досија и се претрансформирани во соработнички Вие во досија. кој ќе се ставите? Еве во кои јас сум во репресираните лица сигурно. Меѓутоа да потсетам уште на еден факт кога ќе кажат дека еве и комисијата нелегитимно работи или работи мимо спротивно на законот, ако се има во предвид законот од 2000 година за располагање со досијата или по-конкретно законот за постапување со досијата од лица водени од службата за државна безбедност. Тоа е од 2000 година. Нека го добро испроверат и самата комисија, членот 7 и членот 18, каде што многу добро стои во кој рок и како се поништуваат сите досија на соработници. Во самиот член 7 кажува дека во рок од една година сите лица имаа право да појдат и да се ги погледат своите досија. Дали биле соработници, како Тоа и биле се случи во соработници. Македонија тој процес. Една година. После стои, во членот 18 стои, во рок од 6 месеци по истекот на овој рок, сите досија се поништуваат. Електронските исто така се поништуваат. Освен досијата кои што имат историски, научен и културно значење. А тие пак досија кои што имат историско, културно и научно значење, тие се чуваат во архивот и кон нив можат да се користат само за намената за која што самото име кажува. Велите дека не се уништени и сега се злоупотребуваат? Какви досија вие добивате? никако за некакви си измислени соработници. Според тоа, целиот овој процес од 2001 година се одвива, бидејќи почна 2010 година да екзистира и формално правно, така да целиот процес започна од самиот почеток на крива основа и затоа велам дека целиот процес се одвива, како да кажам,
спротивно на законот. Нелегитимно, мислите? Нелегитимно се одвива. незаконски. Какви досија добивате, еве да разјасниме? Само уште една реченица. И историски и оперативни. Ако може И оперативни и историски. Ако може да се послужам со овај речник сега што се употребува многу често и со ова што ги заслушавме со бомбите, малку кажано во иронија, мислам дека ова комисија е во состојба да го лустрира и Александар Магнус со се татко му Филип и мајка му Олимпија, само ако се дојде до сознание дека ќе се наруши рейтингот на определени лица. Да не зборуваме дека се оди до таа крајност да се живо се лустрира. Новинарите. За новинарите стои побарање на радиодифузна ова организација, може комисијата Добро се прошири и на бизнисмени, например, сето тоа што беше заради имотот стекнат во време на приватизација и тоа се прошири. Со првиот закон, сето тоа што беше по одлука на Уставниот суд оценето како противуставно, каде што беа фатени тога и новинари, високообразовните организации, верски заедници, здруженија на граѓани, се тоа бидејќи се проглашено за противуставно, на две измени, на две одлуки на Уставниот суд не можеше да пројде оценката на уставноста, се донесе нов закон, спротивно на сите тие укажувања на Уставниот суд и одлуки, не само укажувања, спротивно на укажувањата на Венецијанската комисија, парламентот во таков состав како што знаеме каков беше, без опозиција, го изгласа законот. Меѓутоа, господин Ивановски, сега факт е дека една работа... Значи, не ви се точни. 2012 с новиот закон го поддржаа сите представници на политичките партии. Социјалдемократите не го поддржаа. Не е проверете. Само една работа да разјасниме. Имаме комисија која постои, имаме закон кој постои и како што велите вие, треба да сега е постапувате прашање според како да закон. се постапува согласно законот, да не се прават отстапки никако од законот. Дали досијата што ги добивате се досија кои што според законот такви треба да добивате, затоа што господинот Триндефил дури рече и Александар Македонски ако треба ќе се илустрира. И дали тие се досија? Значи, сите досија имаме пристап во досијата во Државниот архив. Значи добиваме бројки на предмети и одиме во Државниот архив, пошто ние не можеме да ги изнесеме од архивот. Има посебна просторија која ни е дадена на располагање каде што можеме детално да ги разгледаме сите досија и да ги утврдиме фактите. Јас ве архивот само ги има овие историските и оперативните досија, имаме пристапи до оперативните досија. Немате вие услов да има, нема во архивот потреба да има и законска можност, нема да има. Дали вие правите селекцијата на личностите кои што треба да влезат? Не. Кој ја прави? Не. Значи бројките по број. Така, прво да се чисти. Например, кога Снежана Лукавска ќе дојде на ред за лустрација? Не може да дојде затоа што досијата се водат според тој кого го следат, а не според тој кој соработува со службите. Значи вие кога ќе ја видите папката не можете да знаете што ќе најдете натре. Кој ви ја дават папката? Досието се води, добивате бројка и одите во архивот да го гледате. Кој ви ги дава бројките? Измислили. Значи по редослед ние имаме индивидуална бројка. По собствена иницијатива, членовите како така. Да, господине, вие не работите во комисијата, вие не знаете како. Ама ја ги чувствувам последиците од комисија. Јас ве слушав за делот од вашето незадоволство. Имам и јас свое лично незадоволство околу процесот на лустрација. Јас реков, не е безгрешен процесот на лустрација. Може да се поправи во многу работи. Меѓутоа, состојбата со законот, тој е таков и ние треба да го применуваме тако. Законот ви бара вам, за да земете да ги разредувате, да имате ова, за од соодветно лице да го третирате за соработник, што ви бара? Ви бара да има негова согласност. Ви бара да имате... Нема такво нешто во законот? Како нема? Каде прочитавте? Ајде да го отвориме законот. Без согласност, без документација, без ништо. Господине, скроз не сте во право. Значи не постои барање согласност од тој што ќе биде илустриран. Не од тој што ќе биде илустриран. Соработникот дека соработувал треба да има согласност во документација. Не, тоа е по стариот закон, во новиот закон нема таква новиот закон, значи кој од улици ќе ви текне, тај може да го да расчистиме една работа. Во првиот закон за лустрација што беше, имаше дека треба да постои писмена изјава за да со која се согласил за соработка. Меѓутоа се покажа во пракса дека само по старите досија имаат такви согласности. Досијата од поново време, негде после 50 и некоја 60-та година, поготово после 60-та нема такви, значи не подпишувале. Ама ако сега јас правам со Драган Мугаве за нешто, значи ли дека тој разговор ќе биде службени белешки? Службени белешки, меѓутоа си стои таму дека бил оперативен соработник, си дава, си е наведен.
Да, си има кодно име. Ако тој има кодно име, тогаш е регистриран како соработник. Има ли Има, значи може да биде соработник регистриран, може да биде оперативна врска. Јадранка немаше кодно име, ниту соработник заведена. Или информатор. Може да ја назначат како информатор затоа што дала информација. Меѓутоа во исти член се тие ставени. Значи не може да се направи разлика кој бил редовен до шепнувачка и полицијата, кој бил седнал разговарал за одредена тема и дефирал. Без разлика дали сте биле информатор или оперативна врска или соработник регистриран со кодно име, законот ве става во иста позиција. Ма кој прогласува кој што е? Тука е вие прогласувате соработка, а не прогласувате дали сте информатор, дали сте... Значи, вие прогласувате само дека имало соработка. Дали била таа на ниво на давање информации само, без при тоа да сте вие регистриран како соработник, дали на ниво само на оперативна врска која била повремено користена, или пак на соработник, дури имаме во некој досие кај што пишува соработник за специјални намени. Значи, тие се, да речеме, условно повисок ранг. Меѓутоа, законот не прави разлика. Ако сте давале информации, вие се прогласува соработка. Вие зборувате како е според законот и тоа е така окей. Јас овде сум како член на комисијата и законот ме обврзува така. Се обидуваме да кажеме, а што кога се злоупотребува законот? Ако се злоупотреби законот, значи, тоа е суштинско со прашање доставување на решението, вие имате рок да се обратите до судот. Меѓутоа немаат можност да се бранат. Еве господинот Риндев Ивановски затоа заврши во Страсбур, значи како ќе се брани? Значи судот ги цени, управниот суд, висшиот управен суд ги цени. Добро, ако го врзете се тоа, со она што значи 61 се обратиле до судот. А колку се усвоени од судот? Од тие 61, 8 само решенија се И па тоа доволно говори за другите се потврдени. Или предобро работи комисијата, се е точно што верификувала. Судот од кога ги потврдува или дури овие решенија судот кога ги поништува и второстепениот, комисијата и покрај тоа што ова е ресијудиката, пресудена работа, комисијата си наоѓа нови основи и пак истите луѓе пак донесува решение и ги прогласува за соработници. Дали е тоа Бабановски, Иван, дали е тоа Стеван Павлевски, дали е тоа Бабовски, како го... Такви се едно 20 на луѓе. И ве молам, работа кога веќе еднаш е пресудена, ова комисија пак наоѓа основи, пак бидејќи во тој закон противуставен, си наоѓа основи, кој сака, тој може да го внесе в нас. Не, јас тргнам од една друга позиција танувам. Не расправа уставниот суд по овој закон. Јас не ќе да прејудицирам дека комисијата се утнала. Веројатно има и решение кои што се... Добро идем по еден Лачевска, вие мора да слушате свеска вечер. Не ќе да прејудицирам дека нема кодоши. Веројатно има. Веројатно има луѓе кои што соработувале. Меѓутоа тргнувам од една друга позиција. Ако тргнете од извештајот од Брисел на Европската унија, каде што вели дека државата е партизирана, дека судството не е независно, дека медиумите се на најниски гранки и нема слобода на медиуми, ако го земете целиот тој пакет и вие како институција носите некаква одлука, кому ќе се жалиш? На судот кој што вела дека не е независен? Државата која што ги власта која што ги назначува судиите и ги назначува институциите. И ако го додадете во тој пакет она што го слушнавме со бомбите, дека изборите поминале така како што поминале, значи оние кои што се избрани според она што е извадено, значи тоа се нелегитимни институции. И значи од тој аспект кога ги гледате, а вие се повикувате постојано на закон, да, има ред, има поредок, вака се прави, така се прави, како ќе се жалите? Значи, ако е партизирано судството, ако ги избираат судиите, ако ја избираат комисијата, значи може кого сака да прогласи и како сака да прогласи. Да, јас све разбирам, меѓутоа јас сум овде во функција на член на комисијата, за да објаснам техниката, начинот на гласање, на реалноста, која е реалноста. Добро, за другите институции... Делот на политичкото милје кое е сега во државата и потребите од промени на тоа милје... Добро, ама Драган, јас ќе се слушам тука можеби со Лачевска што може да одговара само за работата на комисијата, а за тоа каква е... Па не, ама ние не осудуваме Лачевска, разговараме во интерес на... Еве, во однос на тоа... Јас кажав, по однос на овој случај, го изнесов своето мислење. Јас учествувам од август навака во комисијата, значи сум од новиот состав на комисијата.
Сум видела повеќе досија, значи сме донесле многу одлуки, многу пати комисијата едногласно, не дека јас ја бранам работата на комисијата, меѓутоа имало доволно факти да се утврди. Законот е тој, јас не можам да избегам ниту членовите од комисијата, ама не тврдам дека некогаш ќе се направат пропусти, како што мислам дека во случајот со Јадрен Кадар. Не се соодветно. Тоа е не знам зошто дел од колегите беа убедени дека е доволно еден документ. Јас никако не можам да се убедам дека е доволно. Затоа што тој документ не даваше доволно информации. Меѓутоа се биле единствена. Во однос на Не бев единствена, дел од колегите никој не се изјаснил спротивно и не го издвоил мислењето. Не, дел од колегите не беа сигурни и затоа се воздржаа од гласање. Добро, мене ме изненади фактот што биле новинари тие што така реагирале, меѓутоа... Ама не се работи тука од која професија се, него се работи дали зборувам дека не велам дека се заштитени, меѓутоа ако нема факти, тогаш ние проверуваме факти секој ден. Нашата работа новинарска е да проверуваме факти. Ако не ги провериме фактите, тогаш не можеме да ги изнесеме во јавноста. Барем новинарите се тие што треба да знаат како да делуваат кога пред нема плашна тајност кога ќе се објават документите, може да се види точно. Не ги критикувам лустраторите новинари, меѓутоа уште подобро треба тоа да го знаат, за разлика од човекот кој може би цел живот работел во полиција во македонски брод или друг бил шумарски инженер и слично. Барем овие знаат да ценат. Го имаме интервјуто на господинот Стојан Андов, кој што ја заговараше лустрацијата, а некако сега кога дискутира барем за лустрацијата, како да се враќа нешто како бумеранг, меѓутоа во негативна смисла, она што тој го зачна. Го поканивме на оваа дебата, меѓутоа тој преферираше да ни даде едно кусо интервју на темата, па да видиме. Јас идејата за лустрација ја најавив во август 2006 година и тоа ја најавив така што со неја направивме еден интервју во Фокус голем. Потоа она пишуваше многу осврти своји на случаи зошто треба лустрација и така натаму и така натаму. Јадранка не само што не била против лустрација, туку да се залагаше многу за лустрација, ама за друга лустрација. Сега е жртва на оваа лустрација. Ова како што сега се работи, мене ми изгледа дека комисијата и законот течени и законот претерал сосема е друг од онаа основните решенија, туку и комисијата се повеќе служи како алатка за политички прогон на луѓето. Ние во законот напишавме дека може да биде илустрирана личност која врши јавна функција или се кандидат за вршење јавна функција ако се утврди дека е соработник на тајните служби, била соработник на тајните служби. А за да се утврди дали била соработник на тајните служби, треба да се утврди дека постои од таа личност потпишана согласност со службата дека ќе работи како соработник на службата. И тоа не ќе да потпише само, него и трајно да оствари трајна соработка. Некој потпишал, може би под присила. Може да се случи тоа, потпишал, ама не соработувал. Или некој дал еден или два документа кога бил под присила од некого. Меѓутоа, натаму престанал. Затоа ние напишавме трајна соработка. За сите тие детали не се води сметка. Сега. Така да, мислам ти проценија изгледа во владата ли, во ВМРО ли, не знам каде, дека може една ваква важна активност во која веруват многу луѓе, тогаш многу веруваа луѓето. И сите политички опции присутни во собранието за него, за тој мој закон гласаа. Таму немаше ни еден против. Еден воздржан, мислам, имаше. Немаше ни еден против. И тоа во двете фази. Значи, за така популарен закон, да кажам, им изгледаше податен да можат да го злоупотребат и да направат сосема спротивни мерки и да се наметне спротивна политика. Како што сега се работи, мене ми изгледа дека комисијата и законот течени и законот претерал сосема е друг од онаа основните решенија, туку и комисијата се повеќе
служи како алатка за политички прогон на луѓето. Како што го предложивте законот, ти беше усвоен. Немаше, значи, можност да биде објавено како сега на нивниот интернет сајт, да биде објавено, додуша без име, но според текстот секој медиум заклучува и секој го пренесува да објавува. Ние предвидуваме само да му се врачи на лицето што е илустрирано и ако тој не даде оставка, не се повлече или не откаже да биде кандидат, тогаш не прифаќа лустрација која му е изречена од комисијата, тогаш тој оди на суд. И само на суд, ако сака јавна расправа, он може да бара јавна расправа, да биде инаку се завршува меѓу комисијата и лицето. И судот и лицето. Господинот Андов беше заговарач на законот, меѓутоа тој закон се врати така како што се врати. Господине Триндов Иливановски, вие, мислам дека суштината вие дека е неуставен и противуставен. И тогаш го споревте. Па, господинот Андов сигурно имал добра идеја. И сигурно кога донесуваа законот имаше плејада луѓе кои што занесуваа дека со илустрацијата ќе постигнат некаков ефект. Меѓутоа, тоа беше само почетен обид. Одма процесот доби политичко-партиски боја. И со само до тоа се искомпрометира целиот процес. Така да господинот Андов ја отвори Пандорината кутија, многу луѓе од овие 180, ај нека не се 180, ама барем 100, сите ќе почувствуваа на својата кожа ова неправда што им се нанесе. Така да господинот Андов сега се повикува на првата верзија на законот, каде он беше во основа творец и покрај другите, иако основните принципи од овој закон продолжи и со вториот закон. Вториот закон само уште повеќе го зголеми обимот на неуставноста. И уште повеќе го зголеми офатот на лица кои што по било кој основ можат да бидат третирани за соработници. Што е соработка? Што е соработка? Со тајна полиција зборуваме. А не соработка, еден новинар треба да подготви една репортажа, па мора да посредува со 60 субјекти, да разговара, да информира, доди во полиција, па уште повеќе од полицијата може да добие или од соработници во полиција, од другата страна може да добие информации. Во сето тоа, ако во секој момент може да се најде таква белешка, таа белешка едно е што велат дека во архивот, не само во архивот, такви белешки може по било која што во било каква ова да ја инициира и член на комисијата, а имаше такви, и во таков случај секој новинар може да биде подвргнат на илустрација. Јас сакам едно суштинско прашање да ви поставам. Вие бевте илустриран во време кога сте биле и студент и човек кој верувал во македонската нација, во македонштината што се вели. Јас сум илустриран затоа што во 1964 година бев соорганизатор, основач на една организација со група средношколци така. За Обединета Македонија, каде што се занесувавме со сите идеи, што сите тога и тоа беше помода кај младите луѓе, каде што бев откриен, каде што бевме пробиени, можда тоа било и намерно, за да си они формираат своји соработнички гнезда понатаму, каде што беше пробиена организацијата, откриен случајот, бев во притвор, бев малтретиран. И во двата система сега сте репресиран. Да, бев малтретиран и бев применети сите овие екстремни мерки од полицијска контрола. Сето тоа беше 64 година кога јас сум бил малолетник. Меѓутоа, закачило и 65 година, кога веќе сум навлегувал во 18 година. Тоа се само разговорите кои што биле од страна на инспекторот, каде што ме испитувале, што ме терало да размислам за Обединета Македонија. Ова прашање Тоа е како кај мене единствен повод искористено, нема ништо друго во досието, тоа е записникот од сослушувањето мое, кое после е искористено како белешки за да бидам илустриран. Не сум само ја така. Тоа сакам да ја прашам Лалчевска, да. Такви се скоро една третина
од луѓето, бидејќи јас ги знам, бидејќи го гледам и регистарот на лустрираните, тоа се 1/3 од луѓето кои што се бореле за идеите да самостојна Македонија, за обединета Македонија, за барале тога и во комисијата има луѓе со провиненција на сегашната влада или со ВМРО, ДПМН, да речеме блиски на идеите. Меѓутоа има лустрирани луѓе со идеи стварно за независна и слободна Македонија. Од друга страна, ова со Јадранка што се случи, таа зборувала за човек со бугарофилски идеи. Да бил некој што бил, еве тој, со големо македонски идеи, Јадранка сакала да му промовира југословенска пропаганда, може би ќе осудевме денеска дека била нешто надвор од нашите национални интереси. Зачудува фактот како луѓето кои се бореле за независна Македонија во еден друг систем, сега се лустрирани. Еве, не можам тоа да го сватам. Не го гледа тој аспект. Комисијата гледа дали тие соработувале со тајните служби, дали давале информации за одредени луѓе, дали со таквите информации ги кршеле нивните човекови права. За време на апсењето и сослушуван, од страна на полицијата може да каже... За системот за кој зборуваше предходно господинот Иванов, многу биле сослушувани и репресирани. Меѓутоа не прифатиле соработка со службите. И ни осудувани биле. А од кај вие констатирате дека прифатиле соработка? Нема никој документ потпишан. Има ли документи потпишани дека биле соработници за тие што се нема никакви соработнички од таа. Значи, јас све сослушав вас, вашето досие е на увид на јавноста, вашите документите врз основа на Ама вие сега велите дека вие мене квалификувате како соработник, дека сум имал Не ве квалификувам никако. Значи, јас све сослушував вас, сега имајте трпение, сослушајте ме. Јас ја разбирам, го разбирам вашето негодување. Меѓутоа јас овде сум во друга улога и би сакала да објаснам техниката на работа на комисијата. Значи, со сите слабости што ги има. Не постои процес кој нема слабости, поготово не процес како што е илустрацијата кој ги подига страстите во јавност. Ама ништите луѓе ништите вие, не сте свесни. Не, меѓутоа се регистрира дека тој јако имал такви идеи од другата страна. Колку биле уништени човечки судбини на оние кои биле следени, што го уништила Јадранка Костова? Ги губили и работните места, кои што не можеле ни напредуваат, биле затварани. Затоа што дел од тие соработници ги квалифицирале и давале постојано информации на службите за нивното движење, за нивната работа. Што Јадранка Костова, ве молам, значи што уништила? На луѓе кои што навистина го правеле тоа и дефинитивно има такви како што го правеле. Точно, и кога ќе ги ставите во пакетот и луѓето кои што можеби нема докази, а сакате да ги девалвирате како јас заради тоа се спротивставив. И тогаш она што ја кажуваат покрај сувото гори и суровото и се оди и повторно правиш за после некое време да има простор за некаква друга лустрација, оние што денеска лустрираат, што прават и како уништуваат луѓе. Затоа јас сум неспорно да се утврди од документи дека соработката свесна, континуирана, тајна. Значи, сите елементи што ги бара законот мора неспорно да се утврдат. Ама вие рековте јасно и транспарентно. Нема тие елементи во законот. За да може Зошто јавноста има чувство? Сега се извинувам, Жана. Значи велите дека во овој пакет со Јадранка Костова ги нема тие елементи. Постои само еден документ. Јас затоа се спротивставив. Сега како јас да верувам на таа комисија за илустрација дека работи според законот? Да, јавноста има чувство дека оваа комисија со 6 гласа за да речеме вие сте биле не може тан блок да кажете дека по сите случаи се постапува така. Јас ве разбирам и значи ваквите работи треба да се сведат на минимум за овој процес да не биде оцрнуван како што е оцрнуван. Колку вие може да се изборите да се сведат на минимум, со оглед на тоа што и овој пат, иако има многу елементи, еден документ, човекот бил бугарофил, не знам, тука не гледам некоја идеолошка проблематика, зашто Јадранка реагирала на нешто што некој сакал да пропагира бугарска пропаганда. Еден од елементите пак што го бара законот е тоа да било од идеолошка природа следењето. Значи или политичка после 91. Во случајов ни тоа не гледаме дека го има и сега јавноста. Сите овие елементи да се задоволени за да кога ќе ги утврдите фактите за да можете врз основа на тоа да прогласите. Колку може член на комисија да се сомнева во одлуката на 6 мината и да каже на комисијата, луѓе, гласавте 6 мина. Математичка таа одлука мора да се прифати. Меѓутоа, може ли вие да поднесете преставка? Може ли вие да ја преиспитате одлуката како член, да се пожалите некому и да кажете, овие одлуки се
треба да се проверат. Дали комисијата гласа како што треба или не гласа? Може ли тоа прашање на дисциплинска да го поставите? Просто кажано народот да разбере. Нема, ама зато има објавување на, значи добро е тоа што сите документи се објавуваат, се увид на јавноста, јавноста ќе цени, затоа што овде вие не казнувате некого, буквално ова е... Меѓутоа не може да се занимава со функција, не може да стане функционер, не може да стане пратеник. Професијата, врз новинарската професија. Значи, вие ги поистоватувате... Не јас. Па добро, мислам комисија. Сега и за вас и за комисијата ќе зборувате. Морам со вас да комуницирам. Значи, тоа е атак врз новинарската професија. Не само за човек кој илустрира, не може да се бави со јавна функција. Дали е некој новинар, дали е, не знам, судија или, не знам, пратеник или... Значи, тоа мене не ме интересира. Ако тој вршил функција, го опфаќа законот. Ако не вршил? Вршил функција, ако, значи, од ова, наведени се кои се тие што ги опфаќа законот. Ако се утврдат факти, врз основа на кој може да се прогласи со работка, јас сум многу мирна. Ама, проблемот е што ако се направи некој пропуск, ама ако се направи пропуск, зато постои судот да ги да ја повторно разгледа таа. Ама само 8 па не ни влега надеж дека висшиот управен суд. Значи немојте, во комисијата има и одлуки кои се поништени. Судот ги поништил. Па пак се ги комисијата повторно. Колку има демократичност во комисијата? Колку вие може да ги разубедите колегите кога ќе се стави нешто што знаете, еве како случајот со Јадранка, дека ќе биде осудено од јавноста, дека нема факти и слично, да кажете добро бе колеги, не може туку така да се гласа. Може ли тоа да се случи? На седницата да бидат бурни седниците. Да има натегање, како што се случува всушност во сите кај што се носат колективни одлуки во парламентот и во други тела каде што се гласа. Што е бе грешката на Костова? Ве молам, зборуваме, возрастни се сите на некој начин се. Што е грешката на Костова? Затоа што еден со богофилски идеи, затоа што делал календарчиња, затоа што сметал во работата на одборот на емисијата кај што се подготвувала и каде што жената укажала дека некој што е исто така против законито, делува што она укажала дека има таква појава, за да ја зачува дигнитетот на својата емисија, без насловно за повод. Кажавте? Што е сега тука нејзината грешка? Ништо друго нема во ова, единствено е само тоа во белешката. И после, дека кога била наводно, има ова транскрипција на еден разговор, каде што во Рим, кога била на одбележувањето на Свети Кирил и Методиј или не знам кој, дека наводно барала да интервју да има со секретарката на Иван Михајлов. Само сакам да ве прашам нешто. Сами напоминавте дека тој што го информирала Јадранка ја злоупотребил. Може би, реков, да, може би затоа што таму е тоа е стравувањето на новинарите. Нејасно е како е таа белешка направена. Значи, таму не пишува дека таа отишла во службите па дала информација. Пишува дека само иницијативно е дала, ама како, на кој начин? Не пишува таму дека 3 години континуирано се работувала, а зборуваме, господине, значи зборуваме за белешката. За белешката. А тоа 3 години континуирано стои во решението. Од каде го извадивте во решението, тука мислам? Од каде го ставивте во решението кога нема? Ако ме следите, јас ќе знаевте, значи постои една службена белешка за настано што се случил на емисијата, по повод емисијата без наслов, но со повод кога Јадранка го споменала лицето и дошло да протестира, да бара, не е битно што да биде пуштен во емисија и така натака, значи овај настан бил на увид на јавноста. На која јавност? Во тоа време. Во тоа време. Овај настан бил на увид, значи не било нешто тајно. Емисијата била, а не обраќањето лично. Во каква прилика и како е направена таа белешка, за мене не беше јасно. Не, ова го прашуваме ние со Драган, затоа што тој и на почетокот го загатнавме. Може некој да направи службена белешка, што рече Драган на почетокот. Меѓутоа кога зато комисијата треба, сега за мене лично законот има една слабост. Во законот пише, значи, свесна, тајна, континуирана соработка, утврдена со документ. Значи, законот користи еднина.
А според мене треба да користи мнозина, документи да стои. Исто е, не множина. Не, видите, ако стои документи, значи ќе треба во повеќе документи да имате, за да докажете континуитет. Со една белешка вие не можете да докажете континуитет. Комисијата извлекла тако заклучок, сега за дел жал. од членовите на комисијата толкуваат дека и со еден документ тоа може да се Затоа што така стои во законот. Добро, кај нас законите се законот толкуваат. е таков. Меѓутоа она што го прават Правото на лустраторите, ако не може да ве тужат затоа што Значи сте донеле... континуитет од еден документ многу тешко. Во исклучителен некој случај ако е многу обширен документ, Лалчевска, една е работа. напишано. Не може би Јадранка или господин Трендафил да ве тужи заради одлуката, не зборам вас туку комисијата, ама може да ве тужат за издавање на лични податоци. Затоа што решението со кое се утврдува соработката со органите на државна безбедност содржи цело име и презиме и единствен матичен број. Според законот што го имаме за зачувување на личните податоци, не смее да се дава единствениот матичен број. Вчера на сите медиуми решението како излеза, и тоа не е единствено, 180 решенија така се дадени, со лични податоци за секој што е лустриран. Јас се чудам како до сега, па и за тоа никој не ја тужил комисијата, еве давам повод да ја тужи, меѓутоа како може да се крши една таква основно правило? Комисијата не може да избега, значи во законот имате одредба која што вика во решението, значи ние постапуваме како ни вика законот, во решението се внесува име, презиме, матичен број, значи тоа го црпиме од законот. И така постапуваме. Да, значи од законот е лошо формулиран, значи слабостите на законот комисијата не може да ги отстрани. Ние во секој извештај што ќе го поднесеме до собранието, посочуваме за одредени слабости, за одредени пречки во работата. Меѓутоа, ние не можеме да избришиме некој член од законот и сега ќе овој член не го применуваме затоа што не ни одговара. Ние сме обврзани да го примениме законот. Треба да се води поширока политичка дебата за да се коригира. Од него се направило страшило, што самиот човек кој што го предлага, дека не ја исполнува функцијата за која е намената, за која што е напишан и за која што е предаден во собранието. И кога ќе земете да го анализирате цел тој пакет што се прави со закон, кај нас криминали се прават и со закон, институционално се покриваат работите, гледаме, за да може закон смени го дупол, стави го гупот и тоа е законски сменето, меѓутоа дали тоа одговара на ќе треба некој после тоа да проценува. Сега ние се бавиме со матични броеви, се бавиме со не ова е за нешто како сатисфакција, бар ако не може да ги тужа за одлуката, бар да ги тужа за издавање на лични податоци. Да, меѓутоа проблемот е многу поголем. Ние сме во сериозна ситуација на политичка криза во државата, во која што имаш посредници кои што веќе решаваат помеѓу, се обидуваат да ги доближат страните помеѓу власта и опозицијата. Значи, ние имаме проблем со државата и сега се фокусираме на приказна со илустрации, бегаме од главното она што е, значи проблем со легитимност на институциите, проблем со тоа што е власт, како тоа функционира државата и така што во тој пакет, во тој амбиент кога гледате дека се веќе непристојно да го коментираш, ние се бавиме само со илустрација. Значи илустрацијата и комисијата и се она што ни се случува е последица на амбиентот во кој што се наоѓаме. Ама тој процес ниту требаше да почне. Тој процес требаше друга дебата. Тоа го правевме пред 5 години во дебата дали требаше да се заврши. Сега што се случува, ние сега за матични броеви. Јас од август навака сум член на комисијата. Воопшто немаше никаква дебата околу другите илустрирани, мислите? Да, околу работа на комисијата. Ама што помина сите тие повторно помина. Меѓутоа, добро, се случува моментумот и начинот на донесување на одлуката. Како тие билеше сминато убедени дека врз основа на еден документ и со оваа содржина е донеле. Затоа правиме дебата. Јас можам да кажам како јас сум била убедена. Тие не сакаа да ни кажат. Дека чудно е зашто некои од новинарите од другата страна. Да, зошто некои од новинарите поблиски до режимот, како никако не се најдоа они да бидат поводот во почетокот, туку се бара одма новинар од рекоа дека тоа не. Јас себе да ви кажам сум од оние која правеше првата емисија, побарав одговор да ми каже дали само на таа листа, само на лата му дадоа такво по случај. Сега за сега се надевам дека и другите ќе добијат. Чекаме по години да добиеме, не сме добиле. Не, само тоа е во право. Пред да превршуваме, пауза мала за реклами и завршница на оваа дебата. Господине Трендафил, дали очекувате правична разврска на вашиот случај и одговор од Страсбур? Дали сте во контакт
некаков и дали мислите дека тоа скоро ќе се заврши со оглед од 2011 што ви е предметот? Мојата апликација е поднесена на 9 мај 2011 година. Комуникацијата со државата е воспоставена 27 ноември 2012. Одговор од моите факти доставени до владата, владата даде на нив одговор, мене ми го доставија обсервациите на владата, јас дадов одговор. Сите тоа веќе 2 години е завршено. Нема ништо што би требало од мене или од државата веќе да дава. Вие се жалите на неуставноста на постапката? Јасно. Имаше сознание дека предметот е скоро решен, па испадна како да се тоа шпекулации. Јас очекував дека до сега ќе биде решен, бидејќи такви беа искажувањата на владениот агент, такви имаше соодветни други искажувања во печатот. Меѓутоа, еве до денес јас се уште немам решение, немам одлука. Јас очекувам позитивно да биде моето барање решено, бидејќи јас се жалам по 3 основи. Тоа е немањето правен лек, повреда на член 6 од конвенцијата, повреда на член 13 од конвенцијата, тоа е достоинството, угледот и честа, нееднаква примена на инструменти, вие ги следевте примерите, кажа што судот се на позитивно. Сето ова кај мене е применето, што е фактички искуство на државите кои што веќе претходно тоа го сврши. Има 7-8 примери, Чешка, Источна Германија, и темелејќи се на правната пракса на судот од Страсбург, јас очекувам дека тоа ќе биде позитивно решено, уште повеќе, имајќи ја вистината во предвид, дека зошто сум бил репресиран и дека, како што овде беше веќе истакнато, нити имам согласност, нити има писмен документ, нити има ништо од ова што може да биде исполнување на услови за соработка со тајна полиција. Ви благодарам. Драган, дали со ова ќе бидат замолчани новинарите или само ќе добијат мотив повеќе да критикуваат доколку без факти се носат одлуки? Како ќе влијае на новинарството? Утре заутре кога ќе одите на протест пред МТВ, ќе ја чекате ли таа црна листа од некој прозор да ви ја дофрлат од лустраторија? Вистинските новинари не можете да ги замолчите. Значи ние сме постојано под секаков тип на притисоци, од откази, од девалвирање, од бркање од работа, од целиот тој пакет. Значи вистинските новинари нема да ги замолчите, меѓутоа ќе ги замолчите оние кои што се на почетокот на кариера, оние кои што не се сигурни, оние кои што се слаби, едноставно не се толку упорни да се спротистават, и тогаш ќе дуваат и на она, како се викаше, на матеница. Приказната мене ми е многу едноставна, затоа што ми се сведува на не ме гледајте што правам, слушајте ме што зборам. Значи во овој момент треба да запре се. Со оглед на актуелната политичка криза, со оглед на се она што ни се случува, значи престанете и со носење на закони, затоа што тој парламент не е функционален, затоа што е без опозиција, и со лустрации, и со 300 глупости. Продолжите кога тоа, кога ќе одберете, кога прво ќе повикаме на одговорност, кој е одговорен, што е, како е, кога ќе се направат вистински институции како што треба, нека продолжи лустрација, нека продолжи се. Меѓутоа, ова веќе нема легитимитет да прави ништо. Така што не мислам дека ќе ги замолчат, меѓутоа ќе ги етикетираат, а впрочем ние сме постојано етикетирани, полате фалат, полате Најдобро е кога те критикува и едната и другата политичка структура, така да тогаш сме најзадоволни. Лалчевска, дали мислите дека комисијата ќе го задржи својот кредибилитет и одлуките кои во иднина ќе ги носат ќе бидат оправдани како комисија или она што вашите колеги како мнозинство ќе го гласат? Јас можам да кажам за себе лично дека нема да направам пропуст. И се што се случува во комисијата ќе биде на увид на јавноста, барем до мојот став. Ако некој се огрешил, ќе треба да биде прозван. Дали лустраторите може да бидат лустрирани? Лустраторите прво се лустрираат, потоа се стануваат членови на комисијата. Да верува за да... Да, значи јас бев лустрирана како пратеник, нели? Имаше обврска законска да бидам лустрирана, имав решение дека сум го поминала тој процес. Дека за мене нема да си... Дали може да бидат лустрирани? Да, во иднина дали може да бидат лустрирани. Или веќе проверката, некој друг систем, некој друга влада да ги можно е, зашто нивната, значи, цело време сум свесна и јас и мислам дека и повеќето колеги се свесни дека нашата работа ќе биде обсервирана во еден во некој историски контекст. Да. Ви благодарам. И затоа ќе се трудам секогаш јас барем
да постапам согласно законот, да не направам ни една повреда. Лолчевска, како... А тоа е нешто што ме обврзува во моментот. Една жена сте во комисијата? Да. Како една жена ви благодарам од сите мажи што вие дојдовте вечерва, па и критиките и овако на комисијата да ги примите, и вам господа што учествувавте на вечерашната дебата. А вам почитувани гледачи ви посакувам пријатна вечер со програмите на Телма.